тесна е разликата или тука негде приближна е важноста дали на езерото или на јаболката, меѓутоа од аспект на храна и наш познат македонски бренд, да, јаболкото можеби на прво место. Овоштарството е една од поважните носечки економски гранки во делот на земјоделството и учесто со сериозен процент. Најзастапен нормално е преспанскиот регион со нашето познато јаболко. Ние како министерство ги имаме речиси за 50% изголемено субвенциите да стимулираме органски земјоделски производ, вклучувајќи го јаболката. Органското производство е една од иднината на производство на здрава храна, не само за нашите најмлади генерации, но и тоа и за сите останати, бидејќи нели органското производство има лимитирана употреба на препарати за заштита, посебни услови и така натака. Можеби не е визуелно толку добар за гледање, но и тоа навистина е многу поздрав од се она што е друго. Најголемите штети во минатото беа од фрлањето на јаболката кои што не можеа да се пласираат ниту на превотувачките капацитети, ниту надвор од државата, и тоа претставуваше сериозен еколошки проблем. Со правилно менаџирање на сите ресурси, ние како држава, како институција, локалната самоуправа, нормално и секој еден граѓанин кој што живее, имаме одлични шанси да го одржуваме тој екосистем во една нормална и добра кондиција. Добре дојдовте. Во неформално на Сител подкаст ги продолжуваме разговорите за чистата животна средина како дел од кампањата Преспа разбуди се за чиста животна средина, во која Сител телевизија соработува со Институтот за комуникацијски студии. Овој пат говориме за влијанието на земјоделството, одгледувањето на јаболка врз состојбата со Преспанското езеро. За оваа тема многу повеќе ќе ми помогне мојот денешен гостин, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски. Министре, добре дојдовте во неформално на Сител подкаст. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Една многу важна тема на која работиме подолг период во серија на документарни филмови во рамки на оваа кампања. Ако ги прашате земјоделците на терен кој е поголем бренд, Преспанското јаболко или Преспанското езеро, во моментот велат дека јаболкото има предност. Ќе ве прашам вас лично, колку е значајно производството на јаболка во Преспа за македонското земјоделие во целина? Видете, да, тесна е разликата или тука негде приближна е важноста дали на езерото или на јаболката, меѓутоа од аспект на храна и наш познат македонски бренд, да, јаболкото можеби на прво место. Видете, целиот тој регион околу Ресен, Преспа и така натака, низ годините има традиција на производство на македонско јаболко, на традиција зборам на квалитетно македонско јаболко. Покрај најзастапените сорти, сега и во поново време имам доста и модерни сорти кои што се барани надвор од државата. И од аспект на социоекономски аспект е нормално важно и за сите граѓани, земјоделци кои што живеат и екзистираат од оваа земјоделска гранка. Така да нај како министерство, нели, изминативе година дена се трудиме да и го зголемиме производството и го одржиме и го модернизираме у некој аспект, затоа што навистина е важно за тој регион. Земјиштето е такво, климата е таква, местоположбата е таква да јаболкото единствено најдобро успеа во тој регион. Да, за заклучокот гледајќи го документарниот филм би било дека Преспа живее од јаболкото. 80% од луѓето во овој регион се занимаваат со земјоделие, односно производство на јаболка. Колку државата помага за во Преспа да се спроведува одржливо земјоделство? Видете, покрај другите региони и другите земјоделски гранки, овоштарството е една од поважните носечки економски гранки во делот на земјоделството и учесто со сериозен процент. Најзастапен нормално е преспанскиот регион со нашето познато јаболко. Ние како министерство активностите ги делиме во два дела. Првиот момент е да обезбедиме сигурен пласман на македонското јаболко, а од друга страна да го помогнеме македонскиот земјоделец да се модернизира и така натака. Знаете дека изминатава година имавме серија на јавни повици кои што значат дополнителна поддршка на македонските земјоделци, вклучувајќи ги јаболкопроизводителите. Повиците се однесува од воведување, односно стимулирање нова свежа енергија и нова сила во земјоделството. Тоа е повикот за млад земјоделец, за сите оние кои што се помалку од 18 месеци во регистарот на министерството да аплицираат и да земат грантови до 10.000 евра за постоечки капацитети или за влегување комплетно во нова инвестиција. Имавме јавни повици каде што кофинансиравме до 600.000 денари за набавка на механизација трактори и за приклучна механизација, кој што би го олеснил процесот на производство, модернизација и така натака, бидејќи знаете во денешно време работната сила представува еден од сериозните предизвици во делот на економската исплатливост во производството. Исто така работиме од аспект на
борба со климатските промени, кои што сериозно од година во година, не само во Македонија, тоа е глобален проблем, да се справиме со тие предизвици и да превенираме евентуални последици. Еден од повиците беше за кофинансирање на антифростсистеми, заштитни мрежи, кои што дополнително може да го заштитат овошниот насад. Меѓутоа исто така во објавата имаше опција и за аплицирање за инвестиции во системи за наводнување, капка по капка, копање на бунари, кои што се исто така важен сегмент во делот на наводнувањето. И еден од исто така поважните серија на јавни повици беше кофинансирањето, односно финансирање на земјоделските задруги, кои што се еден од клучовите на организации и групирање на земјоделците по тип на производство заради конкурентност, заради потенцијали, квантитет на производство и така натака. Тој јавен повик беше за секоја задруга да може да добие средства, грантови до 15 милиони денари. Тука пред се прифатливи инвестиции ќе бидат за механизација, постбербени активности, значи изградба на ладилници, хали, сместувачки капацитети, бидејќи знаете кога доаѓа бербата на еболката, се случува одреден притисок од зголемената количина и на овој тип на инвестиции би го тоа малку релаксирале тој момент. Така да она што го прави Министерството во овие серија на јавни повици е да помогне како држава да одржиме оваа гранка, нормално и да идеме со одреден раст. Тука сакам да потенцирам како Министерство покрај редовните субвенции кои што ги даваме по единица површина плюс килограм предадено во откупен центар, финансираме и подигање на нови овошни насади. Министерството дава финансиска поддршка од 40 денари по садник за набавен на или подигање на нов садник, нов овошен насад. Со тоа сакаме да сите оние насади кои што се можеби по-стари, кои што се веќе позапуштени, да се обноват со нешто ново, така да и во тој дел Министерството, државата сака да помогне да се одржи количината, односно површината која што сега имаме со преспанско јаболко. Каков е интересот на земјоделците, затоа што многу е важно да бидат дел од системот, да вие точно знаете колку бунари има на територијата на Преспа, ако има проблем со загубата на вода, да проверите од каде тоа се случува и каде доаѓа. Има ли интерес да бидат вклучени во системот? Интересот е охрабрувачки, голем, затоа што ние преку нашата подрачна единица која што има Министерството, која што е секојдневно во комуникација со сите земјоделци од тој регион, конкретно кога зборуваме, дополнително АД Водостопанство кој што исто има, да речеме, експозитура, односно своја филијала во тој дел, каде што во секојдневна комуникација се во делот на системите за наводнување и така натака. Значи, ние сме максимално отворени како институција за сите тековни активности и нормално се она што стига како рефлексија од самите земјоделци за потребите кои што им се потребни. Навистина сме фокусирани максимално да бидеме посветени во дело да го држиме ова земјоделско производство. Повторувам, навистина е важно и по квантитет и од социјален аспект, а нормално не сакаме да го изгубиме нашиот, почетокот од подкастот беше брендот македонско јаболко. Министре, кога се говори за чиста животна средина, вообичаено веднаш се посочува на органски начин на производство. Што прави државата да потикне органско производство на јаболка? Ако видиме сега, барем на терен, делува дека многу мал дел од земјоделците во тој регион се бават со органско производство на јаболка. Видете, значи делот на органско производство во Македонија годините назад е во сериозен пат, мораме да признаеме. Меѓутоа, она што ние во програмата за финансиска поддршка или класично кажано субвенциите, дополнителната стимулација која што ја даваме за оние кои што сакаат да преминат од конвенционално во органско производство. Ако споредба една, ако за 1 хектар овошен насад јаболка по површина се добиват 42.000 денари субвенција од државата, а додека некој земјоделец одлучи да премине во органско, тоа значи дека и во периодот на конверзија, преоден период кој што се вика, ќе добијат дополнителни 29.400 денари како дополнителна стимулација, односно кога ќе стане органски ќе добие истава субвенција, кој ќе соберете она 42.000 и ова дополнителна органска, значи добиваме над 70.000 денари финансиска инекција од државата за да се одржи, бидејќи знаете органското производство си бара посебни услови и така натака, за да имаме еден органски производ сертификација. Тоа значи дека ние како министерство ги имаме, речиси, за 50% изголемено субвенциите да стимулираме органски земјоделски производ, вклучувајќи го јаболката, од аспект бидејќи е навистина важно
заради здравата исхрана и така натака, контролираните услови на одгледување, а нормално и сите потрошувачи кои ќе сакаат да си направат избор дали ќе купат конвенционален или органски производ, да имаат моментни избор да одберат таков или таков производ. Во моментов земјоделците велат дека е многу тешко да се работи органско земјоделство, но има ли надеж? Очекувате ли дека тоа може да го замени традиционалното или конвенционално производство? Ние во наредните активности како Министерство во делот на органското производство пред се, вклучајќи го нормално јаболката, сакаме малку со една стратешка активност да се посветиме во наредниот период, од аспекти да подкренеме свеста на значењето на органско производство, од друга страна и да ги стимулираме земјоделците да произведуваат органско. Затоа што ние како држава даваме субвенција која што е зголемена за 50%, вклучувајќи тука и зелена нафта и сите од повиците кои што имаат предност, меѓутоа треба да бидеме свесни дека тој органски производ нормално ќе има и дополнителна додадена вредност, бидејќи е брендиран, сертифициран како органски производ и не е со иста цена како конвенционалниот. Од друга страна, морам да го потенцирам и моментот дека започнав една кампања Македонско најдобро, во кое што една од целите да сите земјоделци кои што произведуваат одреден земјоделски производ, вклучувајќи го и органскиот, да бидат повизибилни за јавноста. Секој земјоделец ќе биде стимулиран да произведе повеќе ако поборувачката му се зголеми. Јас верувам, Иван, дека и вие денеска не само јаболка, веќе сакате органска круша да купите, не знаете каде се произведува. На таа платформа која што имаме како министерство, таму со таа регистрација, секој еден индивидуален земјоделец кој што е сертифициран органски производител, вклучувајќи ги другите, со во делот на претражување, ако ставите клучен збор органска круша, треба да ви излезат сите кои што произведуваат и на тој начин ќе бидат подостапни за граѓаните, нормално и они ќе имаат стимулација да произведуваат. Органското производство е една од иднината на производство на здрава храна, не само за нашите најмлади генерации, но и тоа и за сите останати, бидејќи органското производство има лимитирана употреба на препарати за заштита, посебни услови и така натака. Можеби не е визуелно толку добар за гледање, но и тоа навистина е многу поздрав од се она што е друго. Да, можеби ќе добиваат помала количина, но ако цената е далеку подобра, тогаш очигледно ќе биде стимулација за производство. За да продолжат така со работа. Министер, сега во годините назад, генерално на земјоделците им се забележува за употребата на пестициди, кое што е сфера регулирана со закон, што може, а што не може. Им се забележуваше и со фрлањето на јаболката во езерото. Тие генерално коментираат дека тоа се случувало во услови кога индустриското јаболко имало цена половина денар, велат дека сега такво нешто не се случува, затоа што таа цена е 10 денари по килограм за индустриско јаболко. Останува она што се вели органски отпад од кастрењето, од она што ќе остане на нивите. Сега општината заедно со комуналното предпријатие работат на рестартирање на компостарата во Ресен, која што би помогнала тој отпад да се собира, преработува и да се враќа повторно на нивите во Преспа, на овоштарниците. Можностите до пред само 8 години биле поинакви. Во 2013 година општина Ресен добила поддршка и започнала изградба на компостара, во која земјоделците го предавале органскиот отпад, а за возврат добивале готов компост. Функционалната компостара во 2017 година добила ново раководство и клучна врата. Но има надеж дека работите ќе се променат. Јавното комунално предпријатие Пролетер прави напори да ја рестартира компостарата со поддршка од меѓународните партнери од програмата ЕУ за Преспа. Очекувам некаде можда средината на 26-та година да сме веќе во една можда и финална фаза на веќе нешто видливо и опипливо на терен. Така да очекуваме дека довербата која што тешко се стекнала во тие 2016-17 година, нормално секој нов производ е тешко да го пробиеш и да му дадеш доверба кај граѓаните. Се надевам дека повторно ќе ја добиеме таа доверба кај граѓаните, ќе добиеме квалитетен производ кој што ќе може земјоделците да го користат понатаму во третирање на своите овошки или земјоделски посеви, да речем. Што ќе значи тоа? Вие ќе го зимате органскиот отпад од земјоделците, ќе го преработувате во таа компостара и како ѓубриво ќе им го враќате да го користат во овоштарници. Значи ние ќе го произведеме да речем производот, ќе имаме и течен, можда и течен и цврст компост согласно потребите на граѓаните на општина Преспа.
и немаме намера да застанеме тука на локално ниво, сакаме да направиме малку и на регионално ниво, да ги вклучиме тука и соседните општини, Битола, Охрид, Струга и така натаму околу нас, кај што ќе можат повторно и тие да учествуваат во тој дел на производството на компост. Има ли некаков начин државата преку Министерството за земјоделство да помогне за решавање на проблемот со органскиот отпад? Ако го земеме целото земјоделско производство на јаболко, односно поточно во Преспанскиот регион, интенцијата на владата на Министерството е да не биде успех Иван да извеземе ние македонско јаболко, дали е конвенционално или органско, и тука сме ја завршиле работата. Не, напротив, успех ќе биде ако тој производ, квалитетен производ, правиме барем најмалку полупроизвод, ако не и финален производ, затоа што знаете, ние ќе извеземе јаболка, ќе увеземе некој од природните сокови и ќе го купиме на полица 10 пати поскапо тоа што сме го имале како ресурс. Затоа ние едно од капацитетите кои што постојат во Демирхисар, тоа е една турска инвестиција која што треба да работи преработки на индустријско јаболко пред се, да добие полупроизвод. Веќе оваа година стартува со работа. Имаше одредени административни пречки во минатото, тие ги елиминиравме и сега почнува со работа. Дополнително уште една германска инвестиција, значи тоа е инвестиција која што ќе биде точно во Преспанскиот регион, исто ваков капацитет за преработка на индустријска јаболка, што значи дека и цената која што е откупна денес е 10-11 денари, што е една навистина респективна цена која што значи дополнителен приход на неспоредливо ако пред 10 години било само половина денар. Да, не сакаме да бидеме сведоци на сликите кога Преспанското езеро плутаа јаболки внатри се фрла. Дополнително конзумното јаболко си има една цена која што исто така добра. Меѓутоа она што вие го спомнавте во делот на оние дополнителни производи во делот на производството кои што се битни за да се направи некако органски отпад и така натака, да се тоа нештетно елиминира од животната средина. Тука пред се поголема надлежност има Министерството за животна средина како активност која што треба да елиминира, меѓутоа ние во рамките на нашите можности стоиме на располагање заедно со општината ако треба дополнително да се заеднички делува да евентуално ова профункционира, бидејќи треба целиот процес да го заокружиме, од производство до отклонување на секој нешто е нус производот со делот на производството на јаболка, меѓутоа најголемите штети во минатото беа од фрлањето на јаболката кои што не може да се пласираат ниту на преработувачките капацитети, ниту надвор од државата, и тоа претставуваше сериозен еколошки проблем. Министре, на почетокот рековте дека големи се и двата бренда, и јаболкото и Преспанското езеро, може ли да коегзистираат заедно без да си прават штета еден на друг? Мислам дека да, со правилно менаџирање на сите ресурси, ние како држава, како институција, локалната самоуправа, нормално и секој еден граѓанин кој што живее, имаме одлични шанси да го држуваме тој екосистем во една нормална и добра кондиција. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам и на вам. Почитувани ви, благодарам што бевте со нас.